Државата да ги ограничи маржите на производителите на струја. Во спротивно на многу компании им се заканува клуч на врата, алармираат од Организацијата на работодавачи. За бизнис секторот вистинско олеснување ќе биде доколку цената за мегават час не надминува 300 евра, за разлика од јули и август, кога мегават час достигна цена и над 500 евра. Финански стабилни компании кои имаат во минатото створени големи финански резерви, значи имаат акумулации доволно, може да издржат можеби 5-6 месеца ваков товар. Но компаниите кои секој месец имаат кредити или едва и чекаат да дојде приливот за да ја земат платата, тие таквите компании ќе имаат големи проблеми. Затоа што е прашање, најголемото прашање, никој не знае до кога ова ќе трае. Никој не знае кога ќе заврши украинската војна. За компаниите подобро се справат со енергетската криза потребно инвестирање во обновливи извори на енергија, сметаат експертите и работодавачите, кои денеска беа дел од првата дебата во рамки на 6-та поред текстилијада. Ние почнавме да ги правиме овие фотоволтаици тек од кога почна да се јавува кризата. За жал, тоа се случува перманентно изминатите 30 години. Кризата силно го погоди работникот. Потребни се конкретни решенија, а не популистички мерки, посочуваат одгласен текстилец. Као граѓанска организација од 2020 следиме мерки, даваме предлози, меѓутоа треба да има слух од другата страна. А вака со популизам не одиме никаде. Тоа, тие популистички некои си мерки, кои што моментално баш и не ги гледам, нема да доведат никаде. Во рамки на текстилијадата денес беше промовирана и работничка клупа, уметничко дело кое символизира дека и работниците имаат право на одмор.